Именување и декларација на променливи. Добро, ајде да видиме како можеме да креираме променливи во Java. Променливите ни помагаат да зачуваме и користиме податоци во програмата. Кога креираме променлива, треба да ја декларираме и да дадеме име кое ќе ни го олесни нејзиното користење подоцна. Секоја променлива мора да содржи тип на променливата и име на променливата. Иницијализација на променлива. Кога декларираме променлива, можеме веднаш и да доделиме вредност, што се нарекува иницијализација. Именување на променливи. Кога креирате имиња на променливи, добро е да ги следите следните правила и насоки. Името мора да започнува со буква, долна црта или знак за долар, понатаму може да содржи букви, цифри, долна црта или знак за долар, не смее да биде резервиран збор, например class, public, void. Користете описни имиња. Доколку променливата го чува бројот на студенти, користете име како student count. За полесно да се чита и разбере кодот, користете camel case style. Во Java, имињата на променливи најчесто се пишуваат со мала буква на почетокот, а секој нов збор почнува со голема буква, например studentage или total balance. Совет за работа со променливи. Како што ќе учиме повеќе за програмирање, важно е да се следат правилата за именување и декларација на променливи, бидејќи тие го прават кодот почитлив и организиран. Исто така, добро е да се навикнеме на читање на документација или упатства, бидејќи како што се надградува Java, можеби ќе се појават нови или подобрени начини за работа со променливи.